Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд бе со луѓето од Пепермин во него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на вашиот ден. Гледате 1 на 1. Денешен гостин Кики Лесандрич, овозможено од Good Nature брусница 60%. Вашиот домакин Жарко Димитриевски. Ова е 1 на 1, јас сум Жарко Димитриевски, ова се Пеперминт и... Чекај, еве ти паричка. Тоа е Рей Чарлс на кахон, а вие останете со нас бидејќи Кики Лесандрич е денеска гостин, затоа не го менувајте каналот. Медо. Добар сум, Медо. Добро, убава емисија денеска. Да, ој Кики Лесандрич ни доаѓа сега. Ти мислеше дека е Кики женско? Дека е Кристина Лесандрич? Затоа тоа мајца влеко. Така. Нема Абер бе овој да се врати? Шо е финтата? По Поштаров. Не бе, не, ќе дојде. Ќе се врати конечно? Ќе дојде сега за некој ден. Еј, па добро, шо е работа? Столку си помина тоа више? Се жалеше, се правеше, нели цел на кафиња само. Фали бе вакво, му фали слава, контакти што имаме, ние жени, пари, едно друго. Не, таму... Кажи колку таму, жени знаеш има. што? Никој ништо е таму. Знаеш кој е фацка у Шпанија? Ова Војводка, бе, сега ќе ти ја прочитам. Многу фина. Сега ќе ти кажам која сега. Леле, знам шо прави сега. Кристина Федерика Викторија Антонија де ла Сатисима Тринидад де Борбони де Грација. И мораме да кажеме дека муаветот е дека требаше да имаме една шега, ама едноставно не помина. Одлучивме дека не е доволно добра, но Медо има така преголема желба да ја прочита на камера. Беше плюс корупцијски скандал, онака може да се поврзат нашите гледачи тоа. Така. Знаеш како викаат, по-долги имиња. Замислите се скараш со неј за човече, онака ќе не може да се обрати. Срам да ти е Консуела, ви пола сат го збориш тоа, управо си. Еј дечко кука фана која нарачуваш тоа. Значи Поштаров се враќа, готово, тоа е тоа. Си легна Поштаров на брашното. Да. Ти текне оној пат кога бевме у Житолукс на екскурзија, кога се напи малце поише и буквално кога легна на брашното Поштаров. Тоа си легна на брашното. Ево таму е стvari. Еднаш чим си легнеш. Од таму е потеклото на муаветот. Сакам ја нешто тебе да те прашам. Те гледам вака славни фацки едно друго. Мајките сакаат лајкови на Facebook, едно друго. Има. Колку што знае на оваа јавноста, немаш ниту еден корупцијски скандал. Ама не алудирај ти сега колку што знае. Кај да е, ќе дојдат претседателски избори. Може да ми се верува. Ти се кандидирал некаде? Може ли да е вако? Еве, рецимо се кандидираш за претседател и што би направил за државата, за народот, за Пајаче, за Пеперминт, за Ѓоко, За народов би го направил собраниски канал да е комичен канал. Да. Као го направиш тоа, лева ти. Ништо не би менувал, само место собраниски канал да пишува, ќе пишува комичен канал. Толку. И тоа би било само едно тоа. ново лого. Ши нема потреба друго. Нема уствари тоа што викаш. Ќе ставиш дојде некој- после Мамди Бајрам со она ќе почне. Тоа е злато е таа комедија. ама не сериозно, Голден. сериозно. Добро, сериозно. Нешто за вакво, може ли човек да ти верува? Би направил народот да е среќен, да ти кажам. Животов да му е песна, пријателе. Би направил секое сабајле да им почнува со песна. Еве за што зборам. Жири комисија, пуштај. Кажи сине. Ако може жал за Деспина? Жал за Деспина, жал за Деспина. Се враќаме во емисијата Гасот на народот. Сега е точно 1 часот и 35 минути по полноќ. Ова е прекрасно време за малку разговор, за оно што е битно, оно што е важно, оно што ни е важно.
Ова не случајно го избравме овој термин да продолжиме со дебатата со овие двајца прекрасни господа, бидејќи ни треба да не гледаат и во диаспората, таму е друго време, нели? Така. Да се шири. Чест ми е да ви кажам дека со нас е, како и секогаш, професор доктор Синтагма Ванилов и доктор Антигон Пелагониски. Повелете, професоре, таму каде што застанавме, кажете им ја вистината на луѓето. Да се надоврземе. Имено ова јасно го дешифрира каменот од Розета. Јас би сакал да почнам со Господ и етимологијата на неговото име. Така. Ова е многу јасно, како што кажав, напишано во каменот на Розета. Господ е создадено од две. Гос и под. Под, значи ние сме испод него. Тој над нас, на небото, не гледа, а Гос, значи дека сите ние сме гости на оваа земја. Така. И видите колку логично тоа звучи на македонски. И сето ова е запишано во каменот на Розета. Така ли е, докторе? Јас би се надоврзал на тоа што го кажува професорот Пелагониски. Господ, доктор, се извинам, докторе. Пелагониски, Господ имено, ги создал македонците во 2000 година пред нашата ера. Така. И ако Господ не е македонец, Така. зашто тогаш ги создал македонците прва? Јас секогаш во моите тоа е многу емисии логично. го зборувам, Тоа е го многу кажувам. логично. Тоа е Така, јасно, човек, така. и тоа е напишано во јасно дешифрирано во каменот на Розета. Така, не Меѓутоа, ова грчиштава што... Така? Грците они сакат да кријат дека сето тоа е нивно. Океј. Каменот на Розета убаво се кажува дека тоа не е така. Професоре, докторе, доколку се слагате, јас би сакал да вклучам и некој гледач, сепак ова е емисија која се следи насекаде низ универзумот, насекаде во космосот каде што има македонци. А македонци има секаде. Така да ве молам, вклучете, нека биде тоа и некој од подалечен универзум, паралелна димензија, нека ни се јави некој македонец. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, гласот на народот. Следам од самиот почеток вчера во 6. Така. Поздрав голем до гостите и сите Ова е во кратка, државата. едно од нашите пократки дебати, сепак се надевам не ни замеруват. Секако не, секако не. Само Повелете. да се надоврзам дека и јас лично знам дека Господ е од раса, вонземска раса која се нарекува македонци, Така. и тој по нивни урнек не создал и нас и сите у светот. Интересно. Интересно, а каде го чувте тоа? Од шурата он тие ствари многу ги разбира. Мислам дека ова се неотповикливи факти, докторе, дека ова што го зборуваме сега, тоа Каменот на Розета тоа вистински го дешифрира и више тоа нема тука што да се дискутира за гледачот. Така, професоре. Одиме со малку македонски реклами, а потоа и да се одјавиме од емисија. Розебе? Врати камерот. Сакам да пијам чај, а посебно кога е good nature. Го знаете како фронтменот на пилотија од поново време, уште попознат како судија од X Factor Адрија, Кики Лесендрич. Како си, Кики? Добро, ти? Па добро е да ти кажам, си работиме. Седи. Кики, имаме подарок за тебе, ама од Владко е подарокот. Не од нас. Владко рече да ти го даде. Ова е новиот албум негов. Сеир се вика. Супер. Да, и рече кога ќе дојде Кики, ова да му го даде. Вие се знаете одамна со Владко, вие сте стари рокеришта. Па види, свакако. И многу го волим, а с друга стране, Владко не зна да сам ја био на неговом првом концерту у Beogradu. Сега знае. Сазна. беше 75-та година предгрупа Белог дугмета Добро. на Со Хајдучко Лепи Сол. чесми, Лоби Сол, која е твоја таласна дужина и ја нисам твој. Јако? И феноменално. И први пут смо чули за Леби Сол, ми смо дошли слушamo Бело дугме. Да, фала А Богу. ови су их одували, 6 пута су били болji. Добри од Лепи Сол. И Владко, тогаш у прайм Владко, да, тајм. тоа е било prime time, феноменален концерт и од тад сам их заволео. Каде беше ти у публика, у први редови или не? Па да, јас сам висио горе, били смо, пошто Како била си јако висел? велика гужа, висио сам на дрвето. Озбилно. Да. Немаше карта купена. Нема, тој е био бесплатен концерт. Значи шуми? гужва вака, Гужва, не, добро.
Na drvetu smo visili ko majmuni. Eto, bili smo jako mladi, 12-13 godina. Аха. Ali znali smo šta je muzika. Издржа горе или падна? Добро беше. Nisam izdržao, previše ljudi je bilo. Си паднал? Pao sam na ljude dole. Добро, они Нема нека везе. му ја мислат. Тако е. Ама со паѓањето ти трнало и после имаш ти 30 и колку таму паѓања Да. официјални. Pa da, to je oficijalno, ovo je bilo neoficijalno, ovo je prvo. Така. Pred padanje. Да. А ова збориме за падобрански паѓања. Значи, Да, каде 30, тоа? Во војска или каде? Da, 31 u vojsci i 2 u slobodi. Услово, да. U slobodnom padu sam Што imao... така, во војската ставија да бидеш Airborne Division некаков? Šta, bio sam ona padobranska brigada neka u staroj Jugoslaviji. Аха. I jedini pevač koji je bio sa mnom bio Goran Karan. Горан Каран исто Да. на падобранец? Da, bio je zajedno sa mnom, Ajde. spavali smo istoj smo četi bili. I sad njemu Кој baš nije... беше поглавен во дивизија? Pa, više ja, znaš šta, on je tek počinjao, on je bio pevač u grupe Epicentar. Аха. I drao se kao magarac, ne mogu te objasniti. Nikad nije mogu da bude miran 2 minuta. Не, а? Čuti, da. А имаш многу интересно скокање со подобрано од после тоа. Да. Можеме да кажеме диво на црно. Pa skako sam u Italiji, jedini skok sam imao na crno. Тоа можеш да имаш дозвола. Не Да. оди туку така се качуваш ти во авион и рипаш таму. Ma jok, nego prvo smo popili 10 rakija, Добро. onda sam ja bio pokusnik. Така почнуваат и сите мои лоши приказни. Da, to je to. Odatle sve počinje. Да, исто A така. kraj se zna. I ipak uspio sam da preživim. Znači, sa ludim pilotom Giancarlom Добро. i mojim kumom Rodom, koji me natjerao da uđem u taj žirokopter. To je... To не е авион. A nije, to su neki splet nekih čeličnih cevi. Ima neko motorče iza, neku malu Yamahu koja te... Исклучително сигурна машина. Totalno. Така, многу сигурна. Shvatio sam koliko sam glup tek kad sam se popio na 800 metara iznad Firence, tamo se vidi Firenze, ovamo San Gimignano, jedno malo mesto, jedna ravnica. I uspeo sam da skočim nekako i na nekih otprilike 100 metara od zemlje sve se to lepo desilo, otvorio se padobran. Vidio sam policijska kola kako dolaze. А одма, не чекаат. Da, odmah su videli su ludake koji bez dozvole skaču i tako. Našli su me. Така, те уапсија нешто, те Pa однесува. nisu me baš hapsili, stavili su mi kola, išao sam kod sudije za prekršaje, platio sam kaznu recimo nekih 200-300 nečega, Тоа е. ali je ostalo zabeleženo kao avantura. Ете така, ајде да се задржиме на овие воздушни ствари. Пилоти имаме од каде е на групава? Кој е кумот? Pa gitarista Goran Bogićević koji je tada bio najmlađi u našem bendu, otac mu je bio pilot i imao je kolekciju stvarno divnih tih pilotskih sakoa. Christian Dior je to za jugoslovenski aerotransport 60. i 61. godine Каква dizajnirao. фирма било тоа? Da, zaista fenomenalni su bili i imali smo te sakoje, uzeli smo 4 smo ukrali i nosili smo ih. Вие сте ги гледале овие по Америки како настапуваат и си викате дајме... Kako ima onaj film Catch Me If You Can? Catch me if you can. To je Ди Каприо, да. Pazi što kaže, pilot. Pilot, да. И така значи трна I работа. prvi koji mi je dao kao, dobro ti ime, to je bio Johnny Štulić. Ona mi rekao je dobro da se zovete А pilot. кога Джони ти вика, вајда е стварно Mi smo добро. to prihvatili. Так. Prvi koncert u Lapu, u Zagrebu, u Lapidari i tu je Johnny bio gost. И тука трна работава и кога е најголема популарност? Со заборавljeni серијата или не баш? Pa, moglo bi se reći, to je neki period, početak raspada, u stvari raspala se već zemlja, ratovi na sve strane, neki predosjećaj gadnih stvari, pesma koja praktično priča o tome da, za moju promašenu generaciju, za sve te neke promašaje za koje smo mi delimično krivi, ili nismo, ali ono što je lepo da je ta pesma preživjela i da je doživjela izlaz. Тоа беше саундтрак и на филмовите, значи заборавljeni имаше 11 епизоди серијата, култна серија, многу тешка така драма. Jeste, tu je opet Vlatko je radio muziku za Vlatko film. беше исто таму. Da, radio je muziku za film i ja sam radio za seriju. Така. Да, имаше два филма и серија. Управо си. Тука се упознавте или не? Лично? I ranije pre toga. A opet zajednički menadžer Darko Bajić. Studirao sam filmsku režiju, izbačen sam na 2. godini. Зошто да избрка Кики? Bio sam bezobrazan, moram priznati sad. Може да претпоставиме. Pa, moj film je proglašen studentski film za najgori ikada. Služio je kao
kao primjer onoga kako ne treba da izgleda. Đoko je proglasen za najloš producent ikada, samo da znaš. Đoko, ja i ti ćemo da snimimo i naćemo i trećeg kompozitora filmske muzike najgoreg. Ete ti Đoko se proslavi. Zvaću Ramba Amadeusa da mi se pridruži. Napravit ćemo ludilo. On soundtrack je napravio. Soundtrack. Ja ću određenjem, a ti će da budeš producent. I fali nam glumac i glumic, a i to imamo. Evo, ja sam loš glumac, ja ih glumam. Vidjet ćemo. Ti mi zvučiš kao dobar glumac. A, hvala ti. Ti si bolji si od nas. I dobro te brka, mislim, stvarno ti izbrka, bukvalno? Ili sam si otide? Pa, rekao mi da više ne dolazim. Dovoljno bilo, da. Na dokumentarnom filmu i onda sam iskoristio tu priliku. Shvatio, tad sam već imao neki pomak sa pilotima, snimili smo album koji još nije ugledao svetlost dana, to je bilo 86-a. Tak. Kao Ptica na ovom dlanu je izašla sledeće godine. Isto golem hit, ogroman. Pa da, i onda sam digao ruke od reči. Так, а ова Kao Ptica на ovom dlanu, ете која више ја спомна. Која е приказката позади таа песна? Што е работа? Нешто, нели... Кратка љубав, па расtajanje. Има jedan film koji zove Dugo pismo za kratko rastajanje. Tako i kod mene. Volao sam jednu devojku, pa smo se rastali, ona otišla u Englesku, ja ovde. Napisao sam je pesmu i onda je poslala moja žena, kasnije. Ta ptičica je... Види. Па може да се каже песнава и ја завршила работата, а? Tako je. Emocije. Тоа е добро, тоа е Posle sam добро. pisao razne pesme, ovakve i onakve. Uglavnom, uvek se trudim da pesma bude iskrena, da bude u stvari iz života. Така. Да си го доживел тоа Tako je, ne нешто, može. тоа. Ako to publika ne osjeti, džabet. Така, која ти си фактички бубњар и гитарист, може да се каже, така? Ha, Или поише гитарист? pa gitarista, šta znam. Imamo 3 gitare u bendu. Добро. Električnu violinu koja zvuči kao električna gitara. da. Ima nas puno, svi soliraju. А првата гитара кога ја купи Кики? Како ја купи првата гитара? Ти ја подари некој или како? Grupa koja se zvala Bird Control, nemački bend, u to vreme jako poznat, Добро. a za mene potpuno nepoznat. 70... Evo, te godine kad sam slušao Vlatka prvi put. 75. godine... Ти имаше 2-13 години. Tako je. Pa, 61. znači 14 nepunih. Добро. I jako sam u to vreme volao Claptona, Erika Claptona i njegovu pesmu Leila, Dion Almana i moj idol je bila taj Stratocaster, crni Stratocaster sa belim vratom, legendarni. Da. I upravo na takvu sam gitaru natao. Njima se pokvario u toj grupi Kombi u Beogradu. Dobro. Tražili su pare da prodaju nešto da bi mogli da nastave dalje put u Grčku. Siroti ti je i Ja sam gitara. kupio tu gitaru, cenko sam se... Oportunist. Da. Sa 1000 sam spao na 700. Со германецов? Da. Се ценкаш? Da, to su bile one velike. Sa orlovima. Кој ти даje пари, ти на 5-16 години? Baba. А баба ти. Molim te. Браво. Biće dobar. Браво. А од И био дома сум не добар. ти дава? Што ти вика? Бегај бе какви гитари, ајде. Štikla. Немаше ни муавет. Ne može. И таа ти беше прва, да? Ta je prva, ta gitara i danas mi je stvarno najdraža. Imala ona nekoliko svojih životnih tokova. 3 put sam je gubio, 1 put su mi ukrali. Svaki put se vratila. 1 put Не je upala. зезај. Кај си ја изгубил 3 Pa, пати? izgubilo se na nekoj radnoj akciji, izgubio sam je u Sloveniji, Dobro. a našao mi je vozač Bogdanca, iz Bogdanca... Од Македонија Богданци. Mlaz, da, Mlaz. Mlaz Bogdanci. On nas je vozio i rekao je, posle 3 meseca mi je vratio gitaru. А мамбе, па кај ја нашол сега човеков? Кај Vozio nas je po radnim akcijama, tad smo svirali, nije bio sigurno da li je Ти си prije оставил автобус? Da, tu je završio. Е, па и ти си за кривење да ти кажам. Со Како, таква ја сам- гитара ја оставаш ја- човече у Пази. автобус. Pilo su u to vreme, Така. nažalost. Со 10 раки и да не почна денот тој. Tako je, na svu sreću prestao sam. Zato sad imam recimo 20 gitara koje čuvam. Така. Ама Inače, чекај, ta gitara je upala u more i to je bilo zanimljivo što je што upala... збориш? upala Исти je- овој Стратокастер што Да. го донеле од Богданци? Tako je. А мамбе. 89. И што се деси? Знаеше да плива ли гитарава? Што е работа? Svirali smo na jednom malom ostrovu u Crnoj Gori koji se zove Havaji, mada ne liči na Havaje. Lažni Havaji. Jedan čamac je došao sa opremom Dobro. i Crnogorac je zajedno sa mojom opremom, sa gitarom i sa pojačalom pokušao da balansira i upao je u more. Na Мајко 5 metara моја. do Ти dubine. физички гледаш како Стратокастеров ти паѓа у вода. Ja sam spreman, rizikao sam život, skočio sam, spasao sam, u stvari izvukao sam gitaru, pojačalo je ostalo.
А појачалото сега е негде таму. Замисли за едно 2000 година kad kaže vidi ovi budale Crnogorci su imali Толку пари имале. Атлантида. Си фрлале овако појачала си фрлале. Некој свира испод мора. Точно. Пилоти испод. И ова е добра приказка. Уште една многу интересна приказка. Сега ќе те шалтам, ајде малце во поново време, е тоа што кога беше Желјко Самарџиќ тука исто на овде седеше кај што седиш ти, избореше како Балашевиќ многу он би сакал да работи со Балашевиќ и да му даде песна, ама никако Балашевиќ не му дава песна. А ти па колку ти дал? 4, 5, 6? 4 и 2 сад да ради поново за нови албум. И за новиот албум 2. Како бе, Кики? Ја имали сум среќу, никад му нисам тражио да ми ово направи речи, него сам му пустио моје демо снимке. I njemu se prvo dopala pesma, te noći smo se potukli zbog nje, rekao je, ovo ko da sam ti ja pravio pre 20 godina. Šta imaš još? Ja kažem, ima ovo, malo mi je nešto ispravio i napisao je reči za pesmu Uvek te đavo nađe lakše nego ja. I to mi se zaista dopalo. Taj jedan stih, Beli čamac sudbine vezan za moj mol, to je pravi onaj iskreni Đole Balašević. За мол мислејќи на мол. Na moj mol života. Đole, mnogo sakam molovi. Voli mol, da, on je molski, onako lala, klasičan, vojvođanin. Tak. Sve polako. Jedan demol. Ne, mi smo loši, baš smo loši. Ušte dosadno, znaš. I tako, to ti je Đole. A međutim, ima Đole jednu emociju, jako je retko pisao nekom. Ja mislim, Đole napisao samo Zdravku Čoliću 4 ili 5 i meni 4. I sad ako završiš 2, to će biti čitav opus. Ali zaista divno s njim raditi. Pitao me za... Ja sam bio nekad na koncertu grupe Queen. Ja mu kažem, jesam, 78. sam pobegao od kuće, prodao sam neku bas gitaru i on je o tome napisao čitavu pesmu. A kaj beše, kaj otide? Pa, imao sam jednu devojku, obećao sam da je vodim u Beč na koncert grupe Queen. Dobro. I to se zaista desilo, a onda je Đole napisao tu nešto, spojio 1. maj, kako je u Titovo vreme bilo te parade neke, a onda dan posle parade 2. maja bio koncert u Beču. I ja sam gledao paradu, pa sam otišao vozom u Beč, gledao sam taj divni koncert i tad sam shvatio u stvari da želim da budem pevač. 78. Znači, zaradi Freddie Mercury, možda? Tako je, fenomenalan, zaista bio divan koncert, to je turneja Night in Opera. Ao, bravo, kakvi pesni pa baš na ta turneja peva. I kasnije, zaista, mnogo lepih stvari vezano za grupu Queen, ali Đole Balašić je nešto osjetio da sam ja volao grupu Queen, uspeo da mi napiše taj tekst. I zaista divan, on je veliki pesnik. U stvari, on je negdje između Jacka Kerouaka i Bob Dylana. Tak. Негова си српска верзија некаква. Jeste, nešto je. А го спомна Чола. Со Чола сте исто така блиски, работиш со Чола, мислам, соработувате професионално или само дружба си имате онака? Jedan jedini put smo radili, zaista, to je bilo 90. godine. I ne беше? Pa, mi smo dobri prijatelji, zaista. I teško meni da radim sa Čolom. Čela je jako zahtevan. Zahteva je, puno mu vremena treba i njegovi albumi se onako dugo snimaju, a ja sam živčan, ne mogu ja da izdržim to. Ne možeš така da čekaš sada ti. Brega je tu jači i Brega mu je mnogo više uradio. Brega работи, а? Бам, договор тогаш кога? Japanski. Крај. Japanski. А Чола, знаеш, ти си многу популарен, ама предоставам не си популарен колку Чола, валјда. Niko nije popularan. Никој не е популарен колку Чола. Čola je najveća zvezda u ovim prostorima. Ајде, пиши ми како му изгледа еден ден на Чола, како му изгледа на реалност кога ќе излезе на улица, што се случува со него? Jedan apsolutno običan čovjek, kad bi ljudi vidjeli gdje on provodi svoj dan, bili bi oduševljeni. On je zaista više u trenerci nego što je u nekom modelu. Uglavnom voli da se druži sa svojim prijateljima i ono što najmanje voli da radi, to je da peva. To je nevjerojatno, čovjek sa takvim glasom koji je legendarni pevač, ne voli da peva. Ne pa je privatno Čola ovaka? Pa da, on je, šta znam, čudak, divan prijatelj, prvenstveno jako dobar prijatelj i samo nemoj da mu tražiš, Čolo, ajmo sad na koncert. On bi ti popravio, promenio gumu na kolima, bilo što uradio nego to. Ali je zato uvek taj koji održava puni te velike stadione, jedan jedini u ovoj. Da, čudo. A kako se održava толку спремен, убав? Колку има Чола више? 50, колку има? Има puno godina, puno albuma, ali izgleda... 70 ima. Da, ima puno godina, ali zaista se ne vidi na njemu. Ozbiljno. Izgleda fantastično. Evo, novi album je upravo dokaz za to. Peva neku njegovu verziju Sevdalinki, onoga i zaista je svež uvek. Vlatko mu je svirao, ja mislim, 2 ili 3 pesme na ovom albumu. Na novijat? Bravo. Savršeno, ali savršeno. Tako dobar spoj između makedonskog zvuka, bosanske Sevdalinke, savršeno. To je dobro da se čuje. Ti imaš 51, така? Da.
те држи нешто спорт, едно друго, такви работи те фаќа, знаеш, онаа некоја криза средовечна кај што си викаш и еве став. Нема кој njega криза тога. Он е Чола е човек кој за тебе те прашам. За мене, ја волим да играм тенис. Волим да се исто кој Чола, јас сум само другачи. Кад радим и onda ne izlazim iz studija danima, shvatio sam jednu stvar, život je zaista kratak. Нели? И прозуи за час, како рече Бајага. Баш така. Значи, без обзира што сам кod тебе у Скопју гост, то искрено мислим да е то Даниел Кајмаковски. Ако буде имao добре песме, а ја мислим да ќе он победити. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Победнички вкус, кој е многу важен за здрав раст и развој. Ново алпско млеко со витамини и минерали од Љубљанска млекара. Без разлика дали испраќате голем пакет или мало писменце по пошта, секогаш можете да сметате на нас. Со 24 часовна достава низ Македонија, кога нештата ви значат, а секундите се бројат. Постојат многу решенија, но едно е најдоброто. Глобко логистик, ваша пошта. Его Сливи Витал, највитален јогурт за помош при слабење, со додатокот од L-карнитин и коензим Q10, а со помош на телесни вежби, ви помага при топењето на маснотиите и намалувањето на телесната маса. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Еднаш неделно на Алфа и ќе нема проблем, ова е еден на крај на вашиот ден. Семејство, син ти Џорџе има шанси да трне по стапкиве на татко музички, пошто некако успели со некако негов бенд из иначе у Риму студира на неком факултету кој се зove Джон Кебот. И tu je našao srodne ljude i zaista su se lepo uklopili. Neka 3 meseca su uspeli napraviti 20-ak pesama. Snimili su ih i uspeli su potpišu ugovor za Sony. Što je za mene onako... Sony? Sony, engleski Sony, da. Ti si stignal nekoš da potpišeš sa Sony u karijera? Ja nisam nikada. A sinov? Imao sam jedan mali singl za Sony u Grčkoj, ali ovo je Sony engleska, je nešto sasvim drugo. I zahvaljujući najviše tom Aleksu malom, Alex Samer se zove pevač koji je u stvari veliki autor, odličan će biti muzičar. Znači nema Balkanci u grupama? Ne, 2 Engleza, 1 Amerikanac i on. Iha, bravo, i Đorđe? I Đorđe, zovu se Common People i nadam se da će uskoro biti... Common People kako pesната na Palk. Tako, Palk, jeste. Pa to je jedan... Prvo, ja sam pitao zašto, pa taj mi se sviđa taj spoj između otmenog i običnog. Taj spoj koji je Common People u stvari imao u rečima, a grupa Pulp je uspela to lepo da složi. Živjeti kao normalan svet, a ponašati se kao da si David Bowie. Така, a što svirat? Pa to je, sve mogu bi taj neki novi rock. Čas su punkeri, čas su... Alternativno malo, sa? Da. Nije obična muzika. Ne si mu rekao kao sedi si nekakva alternativa, dojedi si vamo. Neka ti napravi Joksimović pesna, neka ti ide na Eurovizija, neka te plati. Nije, on to ne sluša tu vrstu muzike, ja sam za njega previše, da, boza. On voli nešto sasvim drugo. I odrastao je na nekoj drugačijoj muzici. Recimo, kao mali je volao Milana Mladenovića i njegov solo album. Ajde. Koji je bio jako čudan i... Da, oni uše 20 duši. Da, tako. Eto, to je, slušao tako, Tom Waitsa, recimo, ne znam. И Том Вејц го слушам. Стари Rolling Stones. Браво. Кажи ми, Кики, кога се договаравме за интервјуот, ти беше у Грчка, зборевме од Грчка, нели? Често и одиш у Грчка, не дека тоа ти е нешто као излет случаен. Па јесте, јас сам vezan за Грчку, морам признати, од 95-те. Одиш да одмараш или одиш по работа нешто? Снимao sam, imam ugovor sa disko kućom Universal, Polygram. Još uvek snimio sam, mislim, nekih 20-ak albuma, mislim, pesama za... За грчки артисти? Da.
зашо не седиш да работиш у Србија? Што е разлика? Боле се плаќа таму, по-професионално ли е? Што те влече? У време каде у Србија не могло се живе од музике, морao sam da odem u Grčku, stvari na upoznavanje Gorana Bregovića sa celom ekipom iz Poligrama koji su došli u studiju u Beogradu kad smo snimali. Brega faktički te povleče na tebe. Jeste. Brega je preporučio i rekao da sam dobar kompozitor, to je bilo dovoljno da me ozbiljno shvate, zatim se vrata su se otvorila. Uradio sam taj prvi album za njihovog pevača Manolis Misijasa i to je bilo jako uspešno. I kasnije to išlo svojim tokom i još uvek, evo ovih dana sam završio nekoliko pesama za grupu Onirama. А сега како е у Србија? Боле се живее од строго само музика или не е нешто премногу подобро? Тешко, више музика nije nešto što ti donosi novac. To je tako svugdje u svetu, videli smo da moraš da budeš bukvalno svetska mega zvezda, da to dugo traje da bi od toga mogao nekako da živiš. Onako kako smo videli da to rade velike zvezde 70-ih i 80-ih. Ali mislim da su pravi posvećenici za muziku, ne brinu o novcu, nego vole. Šta da radiš? Šta drugo da radiš? Da. Što kaže Marijan Beneš, bokser, svoje vremeno. Što je ga? Čovječe, zašto boksuješ? Ispalo ti jedno oko. Ne vidiš na jedno oko, sav si polomljen. Kaže, otkud znam zašto? Zato. Otkud znam zašto? Bokser, što da kaže. Ajde сега за X Factor, да те прашам нешто. Прво, глупо е да те прашам дали ти имаш фаворити, ама, пример, ако две-три имиња би издвоил на некој што, да речем, заслужува да победи и мислиш дека добро би се носел со таа победа, кој би биле тие? Значи, без обзира што сам кod tebe u Skoplju gost, to iskreno mislim da je to Danijel Kajmakovski. Zato što od prvog, kad sam ga vidio sam zrelog čoveka, odličan stav, ima taj osmeh, ima pogled, vole ga ljudi. To je najvažnije da ima tu neku otvorenu dušu i svi mu veruju. To je najvažnija stvar. Čovjek može da falšira, može da bude dobar pevač, to nije bitno. Taj prvi korak je on ovako prebrodio. Zatim, ako bude imao dobre pesme, a ja mislim da će on pobediti, ako bude imao dobre pesme, čak i ako ne osvoji to finale, pred njim je velika karijera, sasvim sigurno. I mislim da, kao i Tamara, Tamara zaista je vrlo specifična. Opet Majd Hećimović je nešto drugo, on je pravi balkanski vokal. Onako pravi neki veseli bosanac. Znači, to nam fali malo, meni to zaista fali. Ali to mi fali za naše tržište. Za ovo što smo navikli da imamo 80. godina. A Danijel i Tamara su ono što je zaista X faktor. Što traži engleski X faktor, to su posebnosti. To su dva tipa. Tamara je jedno, Danijel je drugo, a to su jedina dva koji mi se zaista izdvajaju. Така е. Знаеш, убаво ти спомна сега дека мора да продолжи да работи. Тоа е клучно, веројатно. To je ključno za ovaj show. Ako ne budemo imali karijeru napravljeno od zaista divnih 14 ljudi koji su ušli u finale, imat ćemo problem. Onda show neće imati opravdanje. Како гледаш на тоа, знаеш, пошто инстант популарност доживуваат и ако не се они зрели психички сами по себе, можам да кажам дека гарантирано ќе пропаднат кај да е. Тоест, ќе се изгубат тој метеж од сите тие песни, пејачи, композитори. Potpuno si pravo. Brzo dođeš do nekog cilja, ali to brzo i ode. Mi smo dolazili, moja generacija je dolazila jako teško. Jedna televizija, jedan radio, pa nekako... Pa odi se, ajde da te vidimo, od cijelo nekoje dojdi na lista na čekanje. Tako je, puno koncerata da bi te neko video, što je možda i logični put. Sada, oni svi su došli, Danijel i Tamara i svi ostali finalisti su došli brzo do neke velike popularnosti, do velike iskrene popularnosti, čini mi se kod mlađe publike. Ali, da bi to zadržali, moraju da prođu taj čitavi put, mora da se zatvori taj krug. To je neizbežno. Ne može bez pesnite, bez nastapi i takvi работи. Moraš da stekneš to iskustvo komunikacije sa ljudima koji to vole. A to je najvažnije, taj ko je dobar, ko je loš, gde trebaš da uradiš šta. To ne može niko da ti kaže, ne može da ti nauči ni jedan mentor, to samo te uči život. I to će ne naučiti, oni su pametni ljudi, brzo uče, ali, kažem, treba da imaju saznanje o tome da to neće biti lako. Да, и дека не е ни вечно нешто тоа, дека ако не работиш, ке ти отиде вака славата. Така. Па научили smo, reality je čudo, reality ti pokaže šta postoji čovjek skriven u gaćama, šta tu leti sve, ali isto tako vidiš da se to zaboravi istog sekunda kad se... Koja se izgasi programova. Upravo si. A pesme, kad sam već pomenuo Džonija Štulića, danas kad ga čuješ tu iskreni bol, patnju, neku ljubav, emociju,
i to traje i onda se publika uvek vraća na to. Znači, uvek uradi nešto što iza čega ti stojiš, a ne ono što ti je instant brzo. И молот на Балашевич. Tako je. Много јасно. Како сте со другиве судии, да речеме? Пошто Тамара која беше тука спомна дека е баш срекна што си ти ментор, а не другите, у смисла дека си бил ти по-приступачен, по-down to earth човек, по-приземјен, како да кажеме. Другите не биле баш толку. Што мислеше да ми кажеш со тоа, Тамара? Што мислиш ти? Meni su oni kao takmičari bili, ja prihvatio sam kao svoje kolege, kao neko koje imam tu nezahvalnu ulogu da mogu da im komentarišem njihove mane ili vrline, što mi je u šovu, a s druge strane opet moram da imam to poštovanje prema njima samim tim što su došli na binu, čak i da su najgori, da loše pevaju, uvek se trudim da nađem to nešto bolje, neku svetliju stranu, jer uvek imaš tu crnu tanu, mislim, svako će za mene da kaže vidi ga falšira bez veze peva, lako je naći mane. Ajmo da tu vrlinu u svakome istaknemo i da to potenciramo kao plus. Зашо, пример, некој друг не би го направил тоа? Желјко важи за најтврд, најтак. Тоа му е наложено од продукција таков да глуми или не? Какви, to je tako kako je. I tu, ono što se meni zaista svidelo, svako je gurao kao neki ovan svoju priču, svoj karakter. Svaki karakter je isplivao nekako dobro. Конкретно какви се, кажи ми, карактериве на други? Пример, Желјко е мина, Кристина... Željko je čovjek koji je odličan instrumentalista, on to traži perfekciju. Ja ne tražim perfekciju, meni je samo bitno da čujem zrnce, da nađem neki biser, neki talenat skriven koji može da se brusi. Za mene je to već dovoljno da mu dam pozitivno i da ga guram napred. Emina je, s druge strane, gleda, čini mi se, jako je bitan stav. Bitan je fizički izgled, stil kako se neko nosi. Takođe, normalno, ima neki nivo u tome da ne dozvoljava da to bude, da neko bude recimo prost, primitivan, da bude nevaspitan, recimo, to je strašno nervira, to sam kod nje prvo provalio. U tom prvim krugovima. Onda Kristina je žena koja je jezičara, ona otvoreno kaže, ej, sad, bez obzira što ja se neki put ne složim s njom, neki put se složim, ona je iskrena. Ja volim kad je neko iskren, kakav god, bodljikav, ovakav, onakav, ti dobiješ neku sliku. I meni su jako su mi dragi ljudi. Lepo mi je sa njima da provedem 3 sata nedeljno, pričajući, pa možda neki put i uvredimo jedan drugoga. Kažeš nešto što i možda ne misliš, izleti neka glupa reč ili tako, ali s druge strane opet, čim se to završi, popijemo piće zajedno i postoji neka... Кажеш, Кристина, дека е брза на јазик, така? Дека е малце од увек била така, пошто ти ја знаеш многу одамна, имено прв пат она запеала нешто официјално на рекорд кај тебе. Снимao sam u Budimpešti, sam snimao album koji se zvao Nedelja na duhove, dobilo pevačko društvo Srđan Šaper, Krstić i ja. I njih dve su došle, dve sestre Kovač su došle da nam budu prateći vokali. Kao zaista mlade devojke, uplašene šta nosi... A kaj gi najdovte se? Preko Kornelije ili kako? Što беше? Pa da, preko Kornelije i njene pokojne majke spomenke. Maksi Ćatovića koji je bio moj menadžer, a njihov prijatelj. I direkt u Vijena, vidjela sam. Da, u Budimpeštu. A u Budimpeštu, izvini, dobro. One su se uplašile, prvo, da li smo mi manijaci? To je bio, kome decu poveravaš? Živimo u jednoj velikoj kući. Sa Čičkovcima. Da, sve to postoje. Međutim, ispekla je ona Zana sa nama, naučila je prvo, zaista su fenomenalno otpevale i to je ono, video sam tada da su te dve devojke zaista u muzici. Vrlo brzo su napravile posle K2 i tu jednu lepu karijeru koja je, nažalost, kratko trajala, ali je opet ostavila trag. A тоа што значи, што ми спомна ова преска за Желјко? Тоа значи дека Желјко малку ги гледа од повисоко од другиве, пошто ти преко спомна ти уловив и мислам дека ти е многу битно тоа да го потенцираш, дека ги гледаш као еднакви. Ги гледаш као колеги. Не, Желјко има една друга ствар. Он тражи сам, мислим да е велики радник. Он е заиста велики радник. Перфекциониста у свом послу. Он оно што пусти, ја то пропуштам. Мислим, ја сам човек кој... Значи он се фаќа за tančina... On čovjek voli da sve bude tako i kao takav to je njegov stav. Ja ga cenim, ali ja sam suprotno drugačiji. Ja ni ne vežbam sa bendom puno, mi izlazimo na binu, mi sviramo i uživamo u tome na neki drugi način. To su dva pristupa jednom istom poslu, potpuno, mnogi će reći da je njegov pristup bolji. A neko će reći da je moj možda drugačiji ili možda lagodniji, šta znam, ali to je tako. I ja njega cenim kao prvenstveno čoveka koji je napravio veliku karijeru i više puta sam mu
nismo se puno ni družili, poznavali, ali sam mu čestitao kad je imao koncert veliki na Koševu, zato što zaista malo ljudi to može da uradi. Čola, Dino Merlin i on. Da, ove na prsti se broja, da. I lepo je kad, mislim, i on meni uzvrati tako i kad kolege jedni drugima ukažu na nešto što je pobjeda na Euroviziji, za mene je njegova, drugo mjesto bila pobjeda, obzirom da je to bio najveći hit. Da. I mi to znamo da cenimo. Mislim, lepo je kad neko ko je opet iz tvog posla tebi kaže nešto lepo. Нормално, абе секој сака признание да добие, мислам за тоа и работиш, за ти речете и супер е. Ако е супер више. I jednostavno i sujeta je dosta bitna u muzici, očito se pokazalo kroz istoriju da je sujeta pokretač mnogo toga, a s druge strane sujeta može bude i kiselina, može bude loša ako preraste, ipak neki ljudski odnos među nama mora da bude bez sujete, ja je nemam. A се дружите вака приватно или се сведува се на работа, у смисла после завршување на снимање, знаете или... Svakako, sedimo, popijemo piće, pričamo o tome kako je bilo. Uglavnom smo dosta kritični prema sami sebi i mislim da su to zaista dobri ljudi. Ne vidim bolji žiri u kome bi ja mogu da učestvам. Zaista to mislim. Така. Спомнавме многу големи звезди, нели Чола, Владко, Željko, да не ги редам. Možeš naći različite ljude, opet velike, ogromne, da budu tu, ali, kažem ti, postoji, imaju svi nekako osjećaja za te ljude koji se tu pojavljuju, da im budemo i mentori, a i prijatelji. Na neki način da ukažeš, ali da i nešto od njih primiš. Ali na strana X факторов, кои се за тебе топ 5 најголеми звезди на балканскиот простор? Значи за тебе лично, не гледај сега кој колку пуни масовно, дали 100.000 може да му дадат на концерт или не, него ти шо мислиш? Моја мерила су другачи. Рецимо, ја свакако ставljam Zdravka Čolića, Party Breakerse. Стварно? Да. Би ги ставимо и у 5? Zato što su dugo živi, dugo su tu, dugo ljudima ukazuju na to šta je njima muzika, u stvari njima je muzika život. Da gi prašamo što zima, da zememo i nije. Nešto, pitat ćemo Caneta. Ali to su ljudi koji zaista iskreno vole svoju muziku, iako su potpuno različiti. I Čola i Party Breakers, i zatim opet Vlatko Stefanovski. Bi go stavilo i Vlatko u tije 5? Svakako, zato što je on zaista... Zato što mi daje CD. Dao mi je CD, ali on zaista je jedan od najboljih svetskih gitarista, to zaista mislim. Da. I to je ono što je iz male zemlje da izađe takav talent. On je zaista svetski talent. Bez realnih šova, bez ništa. Bez ničega, mislim, ima tu jednu makedonsku dušu koju nema niko, ima Klepto na drugi način, ali Klepto ne svira tako gitaru kasnije. Znači, on je uspeo da pokaže i u narodnoj muzici, i u rock'n'rollu, i u 70-ih, i u džiboniju, i sa Čolom, u svojim divnim pesmama. Pokazao nešto što je zaista retko i on je sigurno jedan od najvećih svetskih gitarista. I koji dvajca bi stavil u ta top petorka, ušte plus? Goran Bregović. Goran Bregović iz vremena kad sam bio mali i kad sam volao Belo dugme. Ne Goran Bregović sada sa trubačima, to nije ono što ja volim. Ne. Iako cenim, pazi, on je napravio, to je opet kontradiktorno, napravio najveću svetsku karijeru upravo kad je počeo da nešto drugo. I zaista je svirao u svim najvećim i najlepšim halama na svetu. Do koji stepen ne ti se svije? Pa... Onaga Epten ne ti se svije? Ne sviđa mi se. Malo mi je, ima nečega što je zaista dobro, ima jedan divan album. Te uspiva ili te nervira? Pošto ima razlika, znaš. Kad me uspava, onda me nervira. Onda me nervira kad me uspava. Ali ima trenutaka kad je zaista nezaboravno, a to je u nekom malom, blesavom, kafanskom prostoru, sa tim svojim ciganima on napravi ludilo. I jedan put smo bili zajedno u Atini, Feruz Mustafov je svirao na jednom divnom albumu koji on radio, ja sam prisustvovao tome, Salkistis Protopsalti, to je zaista umetničko delo. To je možda i najlepše nešto što je Brega radio kad se Belo dugme raspalo. Paradektika se zove taj album i to je zaista svetsko umetničko delo, ta divne pesme koje on uspio da uradi. I da je zaokružimo, peti ov ko je? Peti nisu živi višekave. Tako, može. Oni su moji divni prijatelji koji su, nažalost, kod Jimija Hendrixa ili na sreću, kako god, gledaju nas negde sa neba i i vika tapa интервју. Да, среќemo се у едном тренутку. Ево една чаша и ова да ставиш еден подпис, а ви одете на Facebook.com /1 за да го добиете, нели, ова поклонче едно од Кики и од 1-1. Мајсторе, фала ти што дојде, што беше гостин мој. Хвала теби, заista било велико задоволство. И мене се свиѓа кад причамо, бенд свира и бенд има супер грув. Да, такви се они малце. I, kažem, ne postoji ovakav šou, tako, ima ga možda u Engleskoj, ali ga nema kod nas. Evo go tuka. Hvala, car, hvala ti. Spremi čajčinja za Kiki. Nemoj da ne spremaš. Јас сум Давид.
Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Денеска пробувам млеко без лактоза. Сигурно мислите дека нема да го видите? Не. 5 лачки. Ако сте алергични на лактоза, 100 лачки. Тоа е мојата оценка. Вечерва напиете се чаша млеко за добар сон, а утре, за да ги добиете сите витамини, протеини и минерали што ви треба за напорниот ден. Со оваа екипа, мене ми се многу потребно. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме идната недела во 1:1, а сега продолжуваме со Peppermint.